Поштувани ученици, продолжуваме со новата лекција која бара неколку правила за полесно совладување на истата. Подгответе ги тетратките и запишувајте ги насловите, дефинициите и формулите обележани со жолта позадина и црвени букви, како ова што е напишано. За секое поставено прашање ќе следува мала пауза за вие да размислувате за одговорот. Пред да започнеме со работа, вие сигурно го изработивте квизот кој што ви беше зададен од активноста Работа и мојкност на електричната струја на Classroom, односно квиз 1. Па можеме да започнеме. Запишете наслов Работа и мојкност на електричната струја. Прва точка – работа на електричната струја. Како електричната струја стигнува до нашите домови? Како што знаете, електричната струја се произведува во хидро или електроцентралите и преку далеководите и бандерите стигнува до нашите домови. Како можеме да го видиме нејзиното постоење? Нејзиното постоење можеме да го видиме, например, кога ќе ја вклучиме електричната сијалица, таа засветува. Или, кога ќе вклучиме миксерот, почнуваат перките од миксерот да се движат. Или пак, кога ќе вклучиме компјутерот, се појавува слика. Дали електричната енергија од градската мрежа се претвора во друг вид на енергија во нашите домови? Да, се претвора. Например, електричната енергија кај светилката се претвора во светлинска или пак топлинска, а кај миксерот електричната енергија се претвора во механичка, односно се движат перките. Како го дефиниравме напонот? Напонот ни представува разлика на потенцијали. Што беше електрична струја? Електрична струја е насоченото движење на електричните полмежи, односно електроните. Дали постои некое движење при течење на електричната струја? Да, постои. Се движат електроните. Штом постои движење, тогаш што се извршува? Бидејќи постои движење, се извршува работа. При поминувањето на електричната струја низ проводникот, електроните секогаш дел од својата потенцијална енергија ја предаваат на молекулите од спроводникот. На сметка на оваа енергија, молекулите започнуваат да осцилираат околу својата положба, а тоа се манифестира со загревање на спроводникот. Значи, кога низ проводникот течи струја, тогаш тој се загрева. Ако електричната струја е појака, тогаш спроводникот може да се стопи. Работата која врши електричната струја еднаква е на разликата од потенцијалните енергии. Ако имаме едно струјно коло, како на сликата во кој е вклучен еден отпорник, тогаш во точката А се јавува потенцијална енергија еднаква на ЕПА, а во точка Б потенцијална енергија ЕПБ. При тоа се извршува работа која е еднаква на ЕПА минус ЕПБ по Q. Бидејќи ЕПА минус ЕПБ е сушност напонот што се јавува струјното коло, тогаш оваа формула можеме да ја поедноставиме, односно А еднакво Q по U. Која беше формулата за јачина на струјата?
формулата беше I еднакво Q врз T. Од оваа формула, на што ќе биде еднакво количеството електричество? Ако овие две тропки, да ги наречеме така, ги помножиме накрсно, тогаш за Q ќе добијаме дека е еднакво на I по T, односно I и T се множат. Ако количеството електричество го замениме во формулата за работа, А еднакво Q по U, значи на местото од Q замениме I по T, ќе добиеме А еднакво U по I по T, односно ова е формула за електричната работа, односно работата на електричната струја. Оваа формула можеме да ја кажеме и со зборови. Работата на електричната струја во некој дел од струјното коло еднаква е на производот од електричниот напон U на крајевитот тој дел на колото, јачината на струјата I која тече низ тој дел од колото и времето на протекување на оваа струја. Единицата мера за електрична работа е иста како единицата за механичка работа и енергија, а тоа е джул. Па од формулата следува дека 1 джул е еднакво на 1 волт по 1 ампер по 1 секунда, односно 1 волт ампер секунда. Втора точка, запишете, мојкност на електричната струја. Каква способност има електричната струја кај машината за перење? Електричната струја кај машината за перење има способност да го врти бубајнот од машината, каде што се наоѓаат телиштата. Каква способност има електричната струја кај ринглата од електричниот шпоред? Електричната струја кај ринглата од електричниот шпоред има способност да ги загрева работите што се ставаат на него или во него. Каква способност има електричната струја кај електричната сијалица? Електричната струја кај електричната сијалица има способност да произведува светлина. Каква способност има електричната струја кај електричните возови? Електричната струја кај електричните возови има способност да ги придвижува возовите. Во сите овие примери, што извршува електричната струја при своето движење? При своето движење, електричната струја извршува работа. Од сето ова, што ќе ни представува електричната енергија? Електричната енергија ќе ни представува способност на електричната струја да врши работа. Што ни представуваше мојкноста? Мојкноста е извршена работа за одредено време, а формулата е P еднакво А врз T. Слично, мојкноста на електричната струја е работата што извршува електричната струја за одредено време. Ако во оваа формула за работата на електричната струја замениме А еднакво U по I по T, тогаш ќе добиеме P еднакво А врз T, формулата за мојкност на електрична струја, е се на место во да, ако замениме U по I по T. Добиваме U по I по T врз T. Ако T и T ги скратиме, ќе остане само U по I, односно формулата за мојкност на електрична струја е P еднакво U по I.
Значи, мојкноста на електричната струја е еднаква на производот од електричниот напон и јачината на електричната струја. Која беше мерна единица за мојкност? Мерна единица за мојкност беше ват. Мерната единица за мојкноста на електричната струја ќе ја добиеме од формулата за мојкност на електрична струја. P еднакво U по I. Односно, ако замениме, значи на местото од P, мерната единица 1 ват, еднакво на 1 волт по 1 ампер, односно, тоа е 1 волт ампер. Од друга страна, од формулата за работа на електричната струја имавме дека 1 джул еднакво 1 волт ампер секунда. Па гледаме постои одредена врска помеѓу овие две формули. Па може да кажеме дека 1 джул еднакво 1 волт ампер секунда еднакво 1 ват секунда, бидејќи волт ампер е 1 ват. Но во пракса се користи поголема мерна единица, а тоа е 1 киловат часови. Па сега да видиме колку изнесува 1 киловат часови во джули, односно мегаджули. 1 киловат часови може да опишеме како 1 киловат по 1 час. 1 киловат ни беше 1000 вати, а 1 час е 3600 секунди. Кога ќе помножи овие две величини, се добива дека тоа е еднакво на 3.600.000 джули. Или можеме да запишеме дека е 3,6 мегаджули. Кратко, 1 киловат час ќе ни биде 3,6 мегаджули. Во пракса, единицата 1 ват е многу мала, па затоа најчесто се користат поголемите 1 киловат, 1 мегават, 1 гигават, но понекоја се користи помала мерна единица, например 1 миливат. Во прилог се дадени просечните вредности за мојкноста на електричната струја кај некои електрични апарати. Сијалицата во станот има мојкност или снага од 25 до 200 вати. Телевизорот мојкност од 200 вати. Пеглата 1000 вати. Бојлерот 2500 вати. Трамвајот 10 на 5 вати. Електричната локомотива 3 по 10 на 6 вати, а транзисторскиот приемник 0,5 вати. Дали знаеме како се нарекува овој инструмент што го имаме сите дома? Тој се нарекува струјомер или електрично броило. Према тоа, инструментот за мерење на електрична енергија ќе го викаме струјомер или електрично броило, а инструментот за мерење на мојкноста ќе го викаме ват-метар. Бидејќи електричната струја минува низ проводниците, следува дека важи Омовиот закон. Како беше формулата за Омовиот закон? И еднакво на U врз R. Сега, ако оваа формула се замени во формулата за мојкност на електрична струја, можат да се добијат други две формули. P еднакво U по I. Сега, ако на место од I замениме U врз R, ќе добијаме еднакво на U по U врз R. U со U може да се помножат, па се добива дека еднакво на U на квадрат врз R. Или, пократко, P еднакво U на квадрат врз R. Сега, ако формулата за мојкност на местото од U се замени падот на напонот со R по I, тогаш имаме дека ова е еднакво на R по I по I. Или еднакво на R по I на квадрат. Односно, скратено, тоа би го пишале P еднакво на R по I на квадрат. Трета точка, топлинско дејство на електричната струја, цртичка Джулов закон. Ако е изолирана жица со поголем отпор, на која има еден грејач, се потопи во вода и низ неа се пушти да тече струја,
тогаш што ќе се случи по некое време. По некое време, бидејќи жицата, изолираната жица е поврзана низ водна струја, греачот ќе ја загрее водата, односно целата вода ќе се затопли. Значи, електричната енергија се претвора во топлинска и целата топлина од греачот се предава на водата и водата се загрева. На овој принцип работат електричните греачи за топла вода и бојлерот. Гледаме дека целата топлина, целата електрична енергија се претвора во топлина, што значи важи законот за запазување на енергијата, односно Q еднакво на А. Бидејќи А еднакво U по I по T, следува дека ќе важи и Q еднакво U по I по T. Ако ова формула го замениме падот на напонот со R по I, значи на местото ду ставиме R по I, тогаш се добива формулата E еднакво на I на квадрат по R по T, или скратено Q еднакво I на квадрат по R по T. Оваа формула го дава Џуловиот закон. Овој закон од формулата би гласел: количеството топлина што се ослободува од секој спроводник Q, која низ него тече струја I, е пропорционална со квадратот од струјата, отпорот на спроводникот R и времето T на протекување на струјата низ него. Ако струјата или отпорот се изразат од омовиот закон, или со падот на законот, падот на напонот, тогаш за ослободената топлина може да се пресмета и според следните формули. Q ни е P по T, а P ни беше U по I, па би можело да добиеме формулата Q еднакво U по I по T. Од друга страна, Q е P по T, еднакво U по I по T. Сега ако замениме на местото од Иомовиот закон U врз R, се добива U по U врз R по T. Или, ако се помножат U по U, тоа е U на квадрат, се добива формулата за количество топлина Q еднакво U на квадрат врз R по T. Сега да видиме неколку примери на задачи. Одиме задача 1. Вика, струја со јачина од 10 ампери поминува низ бакарна жица со должина 1 метар и површина на пресекот од 0,1 мм квадратен. Колку топлина се ослободува во жицата секоја секунда? Електричната отпорност на бакарот е 0,0172 по 10 на минус 6 ом метри. Решение. Пишуваме што е зададено. И е 10 ампери. Должина L 1 метар. Површина на пресекот, односно плоштина S е 0,1 мм квадратен, но ова не е основна мерна единица, треба да го претвориме во основна, ќе биде 0,1 по 10 на минус 6 метри квадратни. Вдаено е времето, секоја секунда, значи 1 секунда, и електричниот отпорност 0,0172 по 10 на минус 6 ом метри. Се бара количеството топлина. Q беше еднакво со А, или количеството топлина е I на квадрат RT. А R, од друга страна, зависеше нели од должината на спроводникот, право пропорционално обратно од површината. Па имаме формулата R еднакво ρ по L врз S. Ако ова формула се замени тука на местото од R, се добива формулата Q еднакво I на квадрат по ρ по L врз S по T. Гледаме дека сите величини се зададени, па ако ги замениме, се добива за количеството топлина 17,2 џули. Задача 2. На акумулаторот од автомобилот пишува напон 12 волти и некој податок 50 ампер часови. Под А, која физичка величина е искажана со ампер часови и колку изнесува таа
која ќе се искаже во еси единица. Таа величина искажана со ампер часови е количеството електричество. Сега да видиме колку изнесува во еси системот. Q е 50 ампер часови, односно 50 ампери по 3600 часови, бидејќи 1 час има 3600 секунди. Или тоа е 180.000 кулони, но можеме да го пишеме пократко, Q е 180 кило кулони. Да скратиме од нулите. Под Б, колкава енергија е акумулирана во акумулаторот. За да најдеме колкава енергија е акумулирана, ја пишуваме формулата Q е U по Q. Ова формула иде од формулата за работа. Нели, за работа беше А еднакво U по Q, бидејќи количеството топлина е исто што и работата, затоа овде ги имаме Q. Сега ако замениме, на местото да упишиме 12 волти, а на местото од Q 180.000 кулони, се добива дека количеството топлина е 2.160.000 джули, односно, можеме да скратиме малку 2,16 мегаджули. Кога акумулаторот ќе се испразни, го полниме со исправувач со мојкност од 300 вати. За колку најмалку време се полни акумулаторот ако постојано е вклучен на струја? Формулата за мојкност на електричната струја беше P еднакво на Q врз T. Нели А врз T, но бејќи А еднакво на Q, зато Q врз T. Од тука следува дека T, бејќи се бара времето, ќе ни биде Q врз P. Ако замениме, Q ни е 2.160.000 джули, го најдовме под тој податок, поделено со 300 вати, ќе добијаме дека тоа е 7200 секунди, или, ако претвориме од часови, тоа е 2 часа. Значи, 2 часа треба да се полни акумулаторот кога тој е испразнен. Одиме задача 3. Електрична гралица со мојкност од 2,5 киловати е вклучена 2 часови. Колкава работа при тоа извршува електричната струја и во што се претвора таа работа? И под Б, колку ќе платиме за потрошената електрична енергија ако 1 киловат час еднакво на 2 денари? Да објасниме сега. Под А, за да најдеме колкава работа се извршува, односно колкаво количество топлина, тогаш ја користиме формулата Q е P по T. Ако на местото P замениме 2,5 киловати, односно 2500 вати, то го помножиме по 2 часови, ќе добијаме 5000 ват часови, а ако претвориме во киловат часови, тоа се 5 киловат часови. Таа работа на електричната енергија се претвора во топлина, бијќи станува збор за гралица. Сега да видиме колку ќе платиме. За да видиме колку ќе платиме, ни треба количеството топлина да го помножиме со денарите. Па 5 киловат часови, најдовне пода, го множиме по 2 денари, тоа е еднакво на 10 денари. И пример 4, вели вака. Кате користела електричен грејач што може да загрева вода во шојлја од 0,2 литри, за да приготви чај. Водата е на сомна температура и треба да се загрее до точка на вријање, веднаш да се исклучи грејачот и да се стави вреќичка чај. Колку ќе чини електричната енергија што Кате ја троши за 1 месец само за приготвување на чај, ако пие 2 чаја дневно? Специфичниот топлински капацитет на водата е 4200 джул врз килограм по Келвин, а цената на 1 киловат нека е 1,4 денари. Први треба да најдеме волуменот на водата, вкупниот волумен. Бидејќи Кате пие 2 чаја на ден, а во 1 месец има 30 дена, тоаш да најме вкупниот волумен треба 2 да го помножиме со 30 и по 0,2 литри. Тоа е 12 литри или во основа мерна единица 0,012 метри кубни. Масата на водата е најдуваме од формулата М е Ро по В,
па ако замениме волуменот е 0,012, по 1000 тоа е 12 килограми. Да се загреа 12 кг вода од 20 до 100 степени, овде пишува 20 до 100, бидејќи собната температура е околу 20 степени, а точката на вриење 100 степени. Па во тој случај количеството топлина потребно е Q еднакво M по C по T2 минус T1. M ни е 4200, C е 12 по 100 минус 20, еднакво 4200 по 12 по 80, тоа е 4 милиони и 32 илјади џули, или во мегаџули претворено е 4,032. Бидејќи 1 киловат час е 3,6 мегаџули, а 1 киловат час ни кошта 1,4 денари, тоаш да најдеме 1 мегаџул, ќе треба 1,4 денари да ги поделиме со 3,6 мегаџули, ќе добиеме 0,39 денари врз мегаџул. Значи 1 мегаџул е 0,39 денари. За потрошени 4,032 мегаџули за еден месец, кате ќе чини 4,032 по 0,39, а тоа е 1,57 денари. За проверка на вашите знаења, изработете го квиз 2, објавен во активноста на Classroom. На крај да напоменам дека содржината на ова лекција, како и останатите, се наоѓаат на веб страната од училиштето во предавање.